почитувани. Председателот на Комисијата за култура Кастриот Реджепи и председателот на Собранието на Република Македонија Талат Џафери по кој знае кој пат покажуваат крајно непочитување на државата Република Македонија и на сите оние кои дале свој придонес во низиното создавање, градење и афирмирање низ вековите. Имено, согласно одлуката за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија, значајните настани и истакнати личности што ќе се одбележуваат секоја година се утврдуваат со програма за одбележување на годишнини на значајни настани и истакнати личности. Но за жал, од 2018 година оваа одлука не се почитува и Собранието на Република Македонија не ја објавува програмата. Програмата за одбележување на јубилејни годишнини никогаш не се ставила на дневен ред на пленарна седница во Собранието. Ова е срамно, неодговорно и антидржавно однесување. Оваа година, кога се прославува една од најголемите јубилејни годишнини за државата и македонската нација, 150 годишнината од раѓањето на македонскиот идеолог Ѓорги Делчев, Комисијата за култура, чиј председател е Кастриот Реджепи, воопшто не ја ни започна постапката, која по правило својата работа треба да ја заврши најдоцна до крајот на годината за програмата за наредната година. Институциите воопшто не ни добија допис од Собранието да ги испратат своите предлози за јубилејни годишнини. Оправдувањата на председателот на Комисијата за култура дека причината за несвикувањето на комисијата се минатогодишните есенски изборни процеси се нелогични, бидејќи не станува збор за закон или друг вид на пропис, туку за програма која не е поврзана со никакви изборни процеси. Доколку имаше искрена желба и одговорност, комисијата слободно можеше да се свика и процедурата можеше да започне од септември. Почитувани граѓани, многу важно да се напомене е и тоа што во годината кога се одбележуваат 150 години од раѓањето на Гоце Делчев, Собранието не само што не објави програмата навреме, туку и упорно бара да се повлече поднесената декларација за одбележување на јубилеот на Гоце Делчев, со која сушност се бара почитување на одлуката за одбележување на јубилејни годишнини, односно се определуваат и задолжуваат институциите соодветно да го одбележат овој значаен јубилеј. Ваквата стратегија, диригирана од СДСМ и ДУИ, значи уште една потврда за обид на бришење на македонската институционална меморија, со интенција за девалвирање на значењето и личностите и настаните кои представуваат есенцијален дел од македонската колективна меморија и се носители на македонскиот национален идентитет. Од тука, пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ бара одговор од власта и владеачкото мнозинство на прашањето дали има интенција овие личности понатаму да бидат избришани и од учебниците, од институциите и од архивите на државата. Ова што го говорам денес на оваа пресконференција се потврдува и преку повеќе примери и тоа недоделувањето на државните награди 23 октомври и Гоце Делчев, необјавувањето на програмата за јубилејни годишнини и за минатата година кога се одбележуваа јубилеите како 100 години од раѓањето на Блаже Конески, 150 години од раѓањето на Дамјан Груев, 30 години државност на Републиката, 30 години повеќе партиско собрание и уште многу други јубилеи. Очигледно, благодарение на погубната политика на партнерите СДСМ ДУИ, Република Македонија е целосно на колена, уништена, разорена и видоизменета до степен на непрепознатливост. Затоа, почитувани граѓани на Република Македонија, за да си го дочуваме достоинството и да ја заштитиме нашата колективна и институционална меморија, оваа власт, која што 5 години со забрзано темпо и безмилосно уништува се што е македонско, мора конечно да замене во историјата. И тоа преку брзи, предвремени парламентарни избори. Мора да се стави крај на самоволието на власта
предводена од СДСМ ДУИ, чија единствена цел е уништувањето на македонскиот идентитет и македонските национални вредности. Благодарам.